Киро Глигоров, два моменти морам да ти кажам, Радко, многу били важни. Го праша Зинго, Љубислав Иванов, го праша Киро Глигоров. Фамилијата ми беше на прво место, сакав да се ја сочувам. Имав две ќерки, а ја растев меѓу 4 сестри и ја знам што е женско чедо. Денешнава репрезентација, дел од нив не ја чувствуваат химната македонска своја. И човек сепак ќе најде примедба за тоа, а тогаш сите ја пеевме. Денес на Македонија се раѓа, викам, химна и знаме. Или едно, или друго, или двете, не излегуваме. Чекай, вика, ќе те суспендираме тебе да не... Мене може да ме суспендирате, ама не Македонија. Чичко Дончо, Антон Дончевски. Дончо. Морам да кажам, добре ве најдов овде во вашиот семен дом во Мелбурн. Благодарам, ќе речем благодарам во семејниот дом. Меѓутоа недостасува столбот на мојата фамилија. Тоа е мојата жена која што почина пред 1 година. И се уште тагата и додека сум жив ќе ја носам тагата со мене. Оти таа ми беше столбот и подкрепителот како во фудбалот, така и во школувањето, така и во семејството. Чичко Дончо, мое сочувство за сопругата, колку години вие навршивте? Јас имам 86,5 години, жената ми почина минатата година на 80 и тоа имавме. Прекрасен брак, меѓутоа се случи тоа што. Овде дојдов 88 година после освојувањето на шампионската титула на Југославија бивша. Бев 2 години на повик на фудбалскиот тим Престон Македонија, тогаш беше Македонија, сега е Лајонс. Меѓутоа, на инсистирање на матицата македонска, од тука ми беше речено дека треба да дојдеш, Чичко Дончо, заради тоа што ние пропаѓаме тука. Таа година беа во прва лига нашиве, меѓутоа беа убедливо на последно место. И јас како патриот, заради тоа што 64 година во Канада како играч отидов. Значи разлика играч и тренер тука. Кај Стив Ставро и Џон Битов. Тие ме замолија заради нашата емиграција во Канада да идам да го појачам тимот, се викаше Торонто Сити, Сока клуб. Тие се такмичеа во канадско-американската професионална лига. И ја како патриот, 64 година отидов таму, го освоивме првото место на лигата, а таму имаше клубови од Америка, од Канада, меѓутоа играчи од цел свет беа дојдени, и шотланѓани, и англичани, и од Аргентина, од Европа. Така да беше многу успешна таа година. И тоа бе 1 година и го освоивме купот на Канада. Значи тоа е Торонто Сити, фудбалскиот клуб. И затоа и овдека по втор пат дојдов како патриот. Значи, ја спасивме Престон Македонија, не испадна од лигата, од првата лига. Го освоивме и купот на Викторија. Идната година, значи, игравме па во првата лига на Австралија и бевме 7. На крајот
И знаете, почнат тогаш тие инциденти во Југославија. И ја после 2 години тука престој отидов во Скопје. На Вардар му требав, за да останеме во таа Југословенска лига. Се вратив 1 година и потоа многу му мина из главата за таа наша мила Македонија. Меѓутоа се случија тие немили работи. Отидов во Тунис, за првакот на Тунис отидов тренер да бидам. Тамо 1 година, потоа се вратив во Скопје и ме назначија за селектор на македонската фудбалска репрезентација како прв селектор. Одма да ви кажам дека тука се соочи со многу потешкотии заради запознавање на нашите луѓе тука, заради условите под кои играа и тренираа нашите. И морам ратко да го потенцирам ова. Во клубот имаше 7 играчи. Не би рекол фудбалери, разлика има и измеѓу едно и друго играчи. Секој игра, а фудбалер е квалитетен, значи. И има потешкоти со нив заради тоа што тие не беа многу заинтересирани дали Македонија ќе остане или не. Меѓутоа ја дојдов за да остане Македонија у таа прва лига. Има потешкоти со нив. Идната година ги, значи втората година кога бев тука, ги пуштив да одат од Престон и работев со младите. Додека работев со првата година, со првиот тим, јас работев и со младите. Ги следев и ги подучував. Така да идната година, таа е втората година, тимот беше само со 2 странци, другите беа сите македонци. За мене беше тоа една сатисфакција, една радост, што Престон Македонија со своји играчи настапуваше у таа втората година. Искрено, не знаев дека сте били во Канада, ова е нешто прв пат што го слушам. Значи, тоа беше одма напоредно после таа 61-а, кога станавте, кога освоивте купот на поранешна Југославија со Вартекс, на Јена, во Белград. 2:1. 2:1. Шпиц беше главен, меѓутоа Анта Лалика беше унгарец. Маđarски еврин, така. Да. И тие ни беа тренери, тие не научија, поготово Илеш Шпиц, тој не научи да играме фудбал, не да, вулгарно речено, не би рекол селски, да ја удараме топката на никого. Тие не научија да гледаме на кого ја да додаваме, меѓутоа на кого треба да ја додадеме. Значи, кој е у подобра функција, подобро место. Така тие двајца се, да речем, многу заслужни за нашиот тим, за Вардар, што станаме шампиони. Ја таа година, 61-а, бев голгетер до пред последното на Југославија, голгетер бев. Динамо гостуваше последното коло во Вартекс. Вартекс му дозволи на Дражен Јерковиќ да даде 5 гола да ме помине мене. Значи, тоа беше една нечестна работа и тоа беше еден мотив дополнително за нас, за играчите и за мене, што ми го сторија, да ги победиме. Не беа слаб клуб они. Меѓутоа, тој беше мотивот, двигател и ние ги победивме и становме победници. Следствено тоа продолжи играта. Јас таа година се вратив од војник и продолживме после да се такмичиме. Значи, 64-та реков бев во Канада,
65-66 јас престанав. За луѓето кои го следат фудбалот, знаат дека вие своевремено бевте славен напаѓач во таа славна генерација на Вардар и постигнавте во вашата кариера дока што можев да истражам 217 гола. И во една прилика кажавте дека и во книгата која ќе покажеме 217 гола, во една прилика кажавте дека 217 гола да се кажат, ќе се умори човек, а не да се дават. Да. И до ден денес тој број од 217 гола во Вардар го држите вие. Тоа е Радко точно, меѓутоа би дополнил нешто. Тоа е, тогаш ние во таа Југословенска лига бевме 12 клуба или 14, не бевме 18. И тежината на моето голгетерство е тамо што на многу помалку надпревари јас ги постигнав тие голови. Баш така. На чело на Вардар 86-та година во таа екипа на Вардар која ја започна и тој легендарен Бобек. Бобек е познат по тие строги правила и дисциплини кои ги воведе во екипата. Да. Па после неговите наследници Вишњевац, Илија Димовски беше кој му дава слобода на играчите да играат повеќе индивидуално. Дали кога дојдовте на кормилото тука на Вардар таа 86-та година со играчите со кои располагавте, помисливте дека може да се достигне некој дострел? Поголем од вообичаеното, бидејќи тогаш да се биде пред големата четворка беше скоро недостижно. За таа големата четворка има да се каже многу од тие. До тогаш се договараа пред првенство во Белград или во Загреб кој ќе биде првак на Југославија. Така да ние сите бевме во позадина. Они се договара прв, втор, кој ќе биде куп победник, меѓутоа ги изненади ова наше во прво место. Шампиони што бевме. И 61 година ги изненади кога станавме куп победници. И јас верував дека од Вардар може да се направи еден добар тим, оти релативно млади беа играчите, а и беа послушни. Радко, морам да го кажам ова нешто, оти за мене многу битно. Битно е што јас кога игра фудбал, што беа тренерите од север што доаѓаа, секогаш ни вика, кога требаше да гостуваме, пазите децо да не примимо 5-6 комада. Ние однапред бевме, се предававме. И ќе изгубиме со 2-3 разлика и ние се радуваме, бидејќи тренерот се плашеше да не ни дадат 5-6. Јас кога дојдов тренер, реков, не може така. Ние немавме мотив. Ние игравме со еден страв. И затоа таа година јас ги поставив сите наши војводи во клубот, во клубските простории. Од Гоце, Јане, Димо Хаджидимов, што да кажам, сите војводи. И секој кај што ише Пито Гули, се спомнам, на Илија му реков, со облекувалната кај што ни веза качалките. Ти ќе седиш тамо кај што е нашиот војвода, Пито Гули, и така ги викав јас. И им реков на децата, ако вие се борели за оваа наша мила Македонија, па зошто ние да не се бориме? Па сега викам, секој излегување на Гоце, сликата беше на вратата, излезната врата. Секој можеше да го пипне Гоце и да рече, даваме заклетва дека ќе погинеме на терен. И се крена моралот. Тој морал не држеше цела година, оти пеевме песни за патриотски песни.
И мислам, толку се створи една хомогена екипа, атмосфера да ние тая година, кога бевме шампиони 87 демек, таа година нашиот меѓусебен скор беше позитивен од сите, од Партизан, Звезда, Динамо, Хајдук. Меѓусебно кој игравме, ние имавме позитива со нив. И мислам беше едно големо расположение и публиката и кај играчите што веќе се осознаа дека и ние вредиме. Ја викам, овие се бореле против турците, голораци. Па ние овдека на оваа слобода има да биеме битка. Се спомнам на еден надпревар. Со Сараево играме. 2-0 ни води тоа прочуено Сараево у Скопје. И јас им викам, слушајте деца. Шампионите што бе од 85-та, да. Слушајте деца, викам ја. Веро, изгледа јас грешив нешто. Дајте да ми исправите сега вие мене. Да излеземе тамо да му докажеме дека ние сме подобри. Ги победивме 3-2. 3 гола им дадовме второ полувреме и ги победиме 3-2. Та сакам да кажам, осцилации имаше додека не очврснавме ние, не се убедија играчите дека можеме. И затоа тој Вардар победуваше. И ФИФА не призна за шампиони на Југославија и им рече на тие, на Партизан. Му рече, вие не сте прва, ние политички првак не признаваме, туку овие се на терен што победија. А претходната година они, тие 4 клуба, се договара кој да испадне од лигата, кој на кого да му пушти, и то се документирано. На кој надпревар, кој е пуштен, што е пуштен, и ФИФА нас не призна. Ти има голема среќа што не ги сместија во втората лига. Па јас истото го мислам, Радко. Претходно Торино од Италија заради такви малверзации го истера у втора лига. Овие блага казна им дадоа да играт едната година со казнени бодови, меѓутоа правилата беа за такви нечесни фудбалски работи у втора лига да ги пратат. Меѓутоа, сепак, тогаш така беше таа Југославија. Имаа некоја предност, они ги оставија. У него иди, не бегај! Това е што сакам да кажам со наш Вардар и со нашиве туго престон. Македонија. Многу потешкоти сме имале ние. Многу потешкоти и меѓутоа сепак сме обстанале. И мојот цел живот беше, јас сум дипломиран забар. Јас сум дипломиран професор по физичко образование. Јас сум дипломиран виши тренер интернационален и во Англија имам дипломирано на FA за меѓународна лиценца. Така да целиот мој живот помина у играње, у тренирање и школување. И да дополнам една работа, нам ни беше Джина Симоновски, тренер, великан, редок. Играше за Партизан, играше за југословенската репрезентација, она со Бобек, Митичи и Чајковски и Михајловиќ. Кога јас завршував, Донче рече да ти дадам еден совет. Кажи, чичко Джина. Вика, ова што играше, заврши. Да одеш да се школуваш. Да научиш поике од играчите, од играчите, ако видат дека ти не знаеш поике од нив, нема да те почитуваат. Да одеш да школуваш. И нему, како бивши репрезентативец, му овозможи Фудбалскиот сојуз на Југославија им дадо книги
ги запиша на Виша предничко тренерска школа у Загреб. Во Белград. И тој вика, јас не ги отвори, вика, овие книги. Жена, благороден човек. Без, да речем, некои претензии за некој друг, меѓутоа, жена е наш најдобар тренер и најдобар фудбалер. Ова сето што е дојдено тука, дискутабилно е. За Бисерон Струмички не е дискутабилно. Тој се покажа дека убедливо по резултатите, по игрите и по водењето на репрезентацијата без преседан, тоа е најдобриот. Меѓутоа за мене останува жена. Имате и коментар даено е за еден од најдобрите фудбалери, исто и Методије Спасовски. Тоа е точно, Радко. Методије Спасовски во своето време беше најдобар. Меѓутоа сега Малиов, Горан Пандев ги надмина сите. Затоа убедливо најдобар и како човек, и како фудбалер, со постигнатите резултати убедливо најдобар. Чичко Дончо, после таа славна генерација на Скопски Вардар и без разлика дали некој го порекнуват, дали ја порекнува шампионската титула на Вардар или не, според УЕФА беше Вардар и ФИФА шампион, така да тоа е завршена песна. Дали бевте свесни дека само по 5 години од шампионската генерација на Вардар ќе бидете приморани да составувате национален тим? Морам да измешам дел од тие фудбалери и дел од новите. Од сите тие у репрезентација не играа за Вардар. Имав златни деца од Битола, имав од Тетово, и дел од Вардар, така да костур на репрезентацијата беше Вардар, меѓутоа дополнувањето беше од сите квалитетни фудбалери. Од Прилеп имав еден, Манта Сојковски, златно дете. И моите критериуми беа за репрезентацијата квалитетот нивни. Оти не е исто да играш во Македонска лига, тогаш веќе бевме Македонија, и не е исто да играш за репрезентацијата. Тој е случајот со Војадин Станојковиќ. Тој дојде од Куманово во Вардар, на погрешно место го ставаа претходните. Меѓутоа, еден ден ми вика Чико Доне, он е од Кумановско село едно, Речица. Јас се видеов дека е 3-та година, не станав прво тимец, го ставаа центарфор. И јас од моето искуство, јас почнав како бек во Вардар. Потоа центарфор станав кога со Брегалница играм у Скопје, со еден безобразен гол, дадов 4 гола и од тогаш жена ме остави центарфор, рече ми се роди центарфор, сакав голови да давам. И тој Вујо ми вика, Доне вика, изедосмо све пилци и кокошке, не може да живееме, со стана жена му. Ако викале у Врање да ни дадат дресови, или у Победа, у Тетекс викале Штофој да му дадат на Вардар. Отпаѓа, викам Вујо, тоа, за тебе има место. Ама вика, еве, толку време, има место. Јас пак ќе речем, моето искуство, ја бек почнав. А Вујо беше типичен одбранбен играч. Го вратив на бек, стана стандарден, стана познат, признат у Југославија, играше во Партизан, капитен им беше и за репрезентацијата. Према тоа, мислам дека, народски речено, сум имал носе, сум можел да проценам од моето искуство што сум играл, кој на кое место најмногу може да даде. И затоа, покрај овие подготовки бе, пред надпревар,
Мислам и тоа сум можел да проценам. Имал клубот имал резултати. Пак да се вратам тука. Тука останав заради тоа што мојата ќерка Александра веќе беше мажена и зетот правник, ќерката, зетот беше нуклеарен физичар. Во Скопје живеева, им се родија близнаци Андон и Петар, дедовците имиња, и немаа работа. Живеева, а млади, немаа стаж, живеева од парите од овде што им ги праќав јас. И решение едино беше да ги донесам и нив, да останам тука. Со моите квалификации, кога ги поднесов во департментот за имиграција, како as distinguished person, ми дадоа државјанство. И за кусо време си ги донесов децата тука, и тука се сместени, и завршија школи, факултети, така да јас предност ми беше, не можам тоа да го испуштам, да не го кажам Радко. Фамилијата ми беше на прво место, сакав да се сочувам. Имав 2 ќерки, а ја растев меѓу 4 сестри и јас знам што е женско чедо. Да не ми страдаат, кај што одев да работам, секаде ги водев со мене. Имам работено во Алжир, во Тунис и во Кипар. Секаде со врвните клубови сум играл, тренирал. Така да со мене доаѓа жената и они и имаат едно богато искуство како деца со татко што оделе секаде и се школувале тамо. Те француски, те арапски, морале да учат тамо, у Алжир и у Тунис. И мислам дека сум задоволен. Се е тоа релативно, Радко, задоволен. Оти задоволен можеш да бидеш и со малку, а незадоволен и со многу. Затоа ситуацијата во која се наоѓаат и они и јас, нажалост што ми ја нема љубка, дојдоме во ситуација да бидеме благодарни на животот што ни го поружил ова и на мене што сочував и фамилијата и што го донесов у една прекрасна Австралија, па меѓу своји луѓе. Меѓутоа, фамилијата е така сместена добро, со работа, со куќи, со коли. Вообичаено е тука да каже имаш ли куќа или кола. Меѓутоа, тоа е вистината. И јас со овие мои 86,5 години живеам сам. Меѓутоа, јасно дека ги пратам сите резултати на нашата репрезентација. Им давам совети, ако сум далеко јас, тие ме знаат мене. И Мрме Ангеловски, Игор, и Боби Милевски, сега сета и Вујо Станејковиќ, и Кана Драган Канатларовски. И затоа јас ги следам и надпреварите и не им се мешам во тактичката работа. Меѓутоа, им давам некои совети од мој минал труд на што да обрнат внимание, како да постапат во некои моменти пред надпревари и после. Така да мојот мобил е полн со благодарност од нивна страна. Од им го ценам трудот, радосен сум што
се јави една генерација, добра генерација, која што повеќето игра надвор, некои цели надпревари, некои по половина, меѓутоа сепак се соочија со меѓународниот фудбал, се соочија со начинот на играње во Европа и веќе тоа искуство го користат кај нас и созрева со години и со играте. Толку за да може да се носат и сега инцидентни добри надпревари резултати имаме со Германија, со Италија. Меѓутоа и клучни моменти, и ние Грузија, така наречена Џорџија. А и Грузија и Џорџија исто. Жежи кога ќе изгубиш некој надпревар. Така викаме ние. Ама ако не се напиеш и горчлива чаша, па благата не ја знаеш колку е блага. Тоа е. Имавме една плејада од одлични играчи, тие ваши фудбалери од Скопски Вардар и репрезентативци на поранешна, односно на самостојна Македонија. Се добива впечаток дека имавме одлични играчи, а не направивме нешто повисоко и не достигнавме ни еден фамозен бараж. Зошто? Со репрезентацијата? Со репрезентацијата. Така, ќе кажам. Се уште тие фудбалери што играа за репрезентацијата на Македонија, се уште го немаа достигнато тоа ниво на искуство и на добри резултати, бидејќи претходно немавме ние надпревари тешки, јаки. И тие се соочија со ново првенство, со нови репрезентации, со нов начин на играње. И затоа не можеме да дојдеме до израз. Ние паси го имаме тој квалитет. Меѓутоа, другите беа поквалитетни од нас. И затоа не можеме да се избориме за баражи. Века дека ова најдобра репрезентација сега, што се квалификува на европско, игравме бараж и за светско. Чичко Дончо, искрено, која е најдобрата репрезентација на Македонија до сега? Радко, одма ќе ти кажам. Тој одговор ќе биде релативен. Секоја репрезентација у своје време си имала Зенит. И кога би направил јас репрезентација од 2-3 генерации, ја би направил најдобра репрезентација. Меѓутоа, секоја репрезентација си имала подем и пат. Така да не може децидно да се каже која репрезентација е најдобра. Едно е јасно, дека оваа последнава репрезентација што ја гледаме има квалитет повеќе од претходната. Тоа значи дека била подобра од претходната репрезентација. Меѓутоа, сепак е тоа релативно. Тие постарите играле во тие услови. Па ќе кажам, искуството, надпреварите на играчите со по-јаки клубови се други резултати отколку овие сегашниве. И затоа на сегашниве јас само можам да им одадам еден почит голем, што они се вклопија од млади заедно играат 4-5 години и созрева токму оваа претходната година и оваа година, меѓутоа ќе има осипање. Идната година и по другата година па ќе мачиме мака, па да составиме една репрезентација. Репрезентација не се ствара преку ноќ. Нити играч преку ноќ може да се направи, нити да се состави една репрезентација која што може да го даде Зенитот најдобрите резултати. Меѓутоа, сите што колективно почнале во една генерација, како напредувале, така се здобивале со искуство и го покажуваат резултатот. Инаку другото, со надополнување на репрезентацијата со 1, 2, 3 играчи,
нема резултати. 13 октомври 93 година. Крај. Нашите најгорди моменти како фудбалска земја. Се случува првата наша официјална утакмица, пријателска, но сепак официјална против Словенија. Јас се сеќавам, бев доста млади, дури на моменти го изгубивме звукот од Крањ. Односно сликата, гледавме само со звук од Крањ. Како ја гледавте екипата, како ги гледавте моментите на тие први денови на нашиот фудбал во Крањ? Како беше искуството во Крањ? Мислам дека ентузијазмот беше на висина. Кај сите фудбалери, прв пат да играш за Македонија, да ја слушаш химната, да ја пееш химната. Морам да кажам, денешнава репрезентација, дел од нив не ја чувствуваат химната македонска своја. И човек сепак ќе најде приметба за тоа, а тогаш сите ја пеевме. Денес на Македонија се раѓа. Ајде јунаци македонски, викам јас. Пред надпревар требеше. Ова во соблекувалната. Во соблекувалната. Седнеме околу една маса тамо и ги гледам. Како сте би јунаци, ми викам ја. Они ме гледа. Мора расположите себе. Абе, нас не бива за овој надпревар тука. Абе, ќе победиме. А што да ве учам, викам јас. До прва да ве учам денеска. Се што сум ви покажувал до сега, тоа покажете го. Ништо друго. Излегува не можеме да ги препознаеме, или словенците не можеа да сватат дека таква силина, таков ентузијазам кај нив имаше. И паѓа голови, и еден, и друг, и три, и 4 гола им дадовме, така да дојде до израз љубовта према Македонија. Панчев. Еве шансијаден према Нула Бошковски. Во третата, четвртата минута од надпреварот. Очекувавме дека ќе добиеме толку лесно? Ја очекував дека ќе победиме. Немаше дилеми за мене тоа. Дека толку ќе им дадеме, не очекував. Дека баш 4 ќе им дадеме. Меѓутоа, знаете, у таа еуфорија, играчите кога имаат за што да играат, имаат мотив, вие што викате тука чалендж, па не можеш да го запреш. Тој ќе сгреши 2 пати, ама 3 пати ќе исправи грешката. И тоа беше многу важен момент во Крањ. И друго да кажам, Радко. Реков, дајте да го празнуваме нашиот празник мил 11 октомври со 2 дена, ама да дадеме ние притоне за честитањето на празникот 11 октомври. И тоа многу влијаеше на нив, тогаш така беше. Преубави моменти, преубави спомени. После имавме во меѓувреме неколку пријателски средби со, ако се сеќавам добро, имавме повратна со Словенија во Скопје, имавме со Албанија во Тетово една утакмица и следуваше официјалната квалификација за Англија 96-та со актуелниот европски шампион Данска. Повели? Да кажам за тој надпревар со Албанија во Тетово. Албанците сакале во Тетово да играат со репрезентација на Македонија. Зинго ни беше председател. Еден тамо во владата беше албанец. И тој рекол, у Тетово е подобро да играме. Киро Глигоров, 2 моменти морам да ти кажам, Радко, многу били важни. Го праша Зинго, Љубислав Иванов го праша Киро Глигоров. Абе, треба да играме у Тетово. Не, немојте таа работа, рекол Глигоров.
да не се изроди нещо. Оти тоа тето е проклетија. Знаете, кој живее тамо што живее, така настроени. И у Охрид бевме на подготовки и се седнал тамо Зинго, седнал и јас од балконот, но викам, Любче му ме име, Љубисав. Што си се замислил, бе, викам, Любче? Ела, бе, вика, симни се доле, да ти кажам, вика, едно гајле имам, што е нисне врсници со него. И ми вика, се симне, што е? Абе, вика, у тето, вика, да не се изроди нешто бе за утакмицава. Зашто, бе, викам ја, Любче? Абе, у тето, кој е тето, бе, викам ја, откаде? Чие тето? Наше тето? Абе, наше тето, вика. И па шо? Па тоа е наше тето. Абе, тамо ќе идеме, ќе ги смачкаме, викам, да не береш гајле, имам јунаци. Сигурно, викам, шо? Јас ги чувствував играчите, Радко. Оти бев играч, бев фудбалер, со нив ги дишев ја. И им дадовме 5 гола. Не можеа да сватат и тој што ни беше патоводачот албанецот. Не може да свати дека толку голови ќе му даеме. И друг момент, дозволи ми да ти кажа, тие се важни моменти. Прво, во Чикаго, 94-та година на светско првенство, јас бев гостин, председателот и генералниот секретар. Требаа да не примат за редовен член на ФИФА и во Чикаго, на конгресот тамо, јужниот сосед се замешал, ние однесовме наше знаме. Вообичаено е, кога примаат некого, знамето го покажуваат. Го покажуваат знамето, Зинго оди тамо и му го даваат знамето на ФИФА. Зинго го гледа. Абе, вика, не е ово наше. Он не знае англиски, затоа ја од претходно што знаев, нели, у предната клупа седев. Абе, вика, не е ова, на Жоао Авеланж му вика, не е ово нашето знаме. Нашето дадеме. А Авеланж му го дава во раце, Зинго не го прима. И јас ми издаде гласот, викам, земи го, Любче. Земи го, Любче, оти едва и чекаат ваква работа. И викам, и го зема Любче и станавме членови на ФИФА. Така да, и уште еден момент од Брисел. Цел ден и цела ноќ разговараме, договараме да може знамето наше и химната да се пеат во Брисел. И се јавува Зинго од амбасадата наша, се јавува Зинго на господинот Киро Глигоров, му вика вака и вака, не сакаат ни знаме ни химна. Господинот Глигоров му вика на Любче, ја присутен. И после ми каже, Любче, гледам пожолте. Му рекол Глигоров, ти си тамо, ти го одлучи, па после ќе се развереме. Обврска да земе еден председател на Фудбалски сојуз, кај што треба и Глигоров да каже, председателот, како да се понесеме. На Жоао Авеланж му се јавуваме. Средите го вие тамо и тој. Ленард Јохансон на Шведска, на УЕФА беше тој председател. Па гледајте, најдете компромис како сега што ни прават. И
Добро. Ќе видиме. Вика, од никого позитивен одговор. Зинго ми вика, не добиме бедонче. И викам, шо се е? Не бери гајле, ќе одиме, ние имам јунаци ја. Сигурно, не бери гајле. Арно одиме тамо пред утакмица, сите што живеат у Европа, наши, беа дојдени да гледаат надпревар. Нашиот генерален секретар ги организира да носат знамења без стапови. И одиме тамо, доаѓа контролата. Тој е појак и од судијата, контролата. И вика, јас ги држам играчите во соблекувална, ја надвор на столче седам. Доаѓа контролата и вика, шо чекате? Па викам, шо треба да правиме? Кој си ти? Јас сум, викам, селектор. И французите викат, или? Тој и французски знае и англиски. Па вика, нели треба да играте утакмица, со кого ќе играме, ја му викам. Тој ме гледа па се чуди, како со кого? Па со кого ќе играме, викам ние. Кои сме ние, со кого ќе играме? Вика, излегувајте, вика, на warm-up. 54.000 има, дојдено публика. Викам, химна и знаме. Или едно, или друго. Или двете. Не излегуваме. Чекай, вика, ќе те суспендираме тебе да не... Мене може да ме суспендирате, ама не Македонија. Ќе кажете тамо на спика. Белгија игра со Македонија фудбал денес. Иди да прашаш, викам, или химна, или знаме. Отиде, па се враќа, ја не ги пуштам надвор играчите. Па се враќа, шо разбра? Вика, химната ќе не знамења, химната. Тогаш уште беше откутле знамето. Добро, викам ја. И им реков на играчите, сега ќе излеземе надвор. Кој ќе почне химната наша, ќе се свртиме на кај нашите, нели ги двојат. Домашните навијачи и гостите на едно место. Нашите од Европа што беа дојдени со знамења, се свртивме на кај нив, си ја пеевме химната, знамењата од тамо се веева, го одиграме тој надпревар и би рекол, ако ја не бев упорен, може и да ме суспендира, да не бидам веќе тренер, хед коуч тука, како што викаме ние, и го одиграме тој надпревар 1-1 и се заврши се добро, со радост. Погледнува судијата на часовникот. Во овој момент еден спремен, уште еден резултат што веројатно ќе се чуди фудбалска Европа. Во Брисел против репрезентацијата што еднаш била втора во Европа, што еднаш била и четврта на светот. Македонската репрезентација игра нерешено 1-1. А првиот надпревар што го игравме со Данска беше нешто неверојатно. Данска беше претходната година првак на Европа заради тоа што дополнително влезе у квалификации заради тоа што Србија ја отстранија Југославија. И народ имаше неверојатно многу еуфорија голема, славеше цела Македонија. И да кажам, водевме 1-0, второ полувреме само што почна на 2 минути, капитенот на македонската репрезентација направи еден неопростив гаф, го држеа, продираше, он го држеа од позади, тој за да се одвои со лактот, се на судијата. Дојде, му даде црвен картон и ние 43 минути играме со играч помалку во Скопје. И задните 2-3 минути, едно невнимание, тие беу предно со еден играч за една Данска тогаш и веќе созреа.
и одигравме 1-1 така да и тој беше добар резултат. Меѓутоа, за секој резултат што не е позитивен, можеме да најдеме причина, меѓутоа и тоа беше добро што со европски првак одигравме 1-1 дома и од тогаш почнува надпреварите во Европа. Слики Тие има и ова е книгата Дончо Национале. да. Значи имаме слика од Чичко Дончо, овде малце во помлади години, па овде исто своевремено кај што дава гол за Вардар. Овде е првата наша репрезентација. Чичко Дончо, кој е Стојан Тренчевски, кога е напишана ова книга? Ова е напишано во Скопје. Би сакал да ги видиш, Радко, и овие фотографии. Бивши фудбалери на Вардар, фамилиарна. Еве го Вардар. Еве го Вардар, шампионот. Ова е Тоше Проески пред да оди во Истанбул на Евровизија. И јас му подарувам, кај дедо Степан, му подарувам фудбал и им пожелуваме двајцата успех на Тоше Проески. Ова е негде 2011 трета, 2002 трета, така нешто. Така нешто. Многу ми мина низ глава. Години поминаш Чичко Дончо. Тоа е Дарко Панчев. Овде е Панчев со Симон Трпчевски и жена му. супругата на Да. Дарко. За што манифестација ова Чичко Дончо? Кај него дома, на прием кај него дома. Ови знаеш кој се? Овде сте со председателот, со Ѓорги Иванов. Да. Еве го па таму со кај Дарко. Овде исто со Симон Трпчевски и Дарко, али Дарко изгледа доста млад на ова слика, како во полна играчка форма да е овде. Да. И ова Овде со Платини, кај сте сликани Чичко Дончо со Платини овде? у Париз на жребање. Ова квалификација за Англија 96-та? Чичко Дончо, ти благодарам многу за одвоеното време што не угости овде во вашиот семеен дом. Ви посакувам добро здравје и долг живот. Ви благодарам. Многу ми се годините, многу ми мина низ главата, меѓутоа цел живот бев спортист, фудбалер, тренер и до ден денес, па мојата љубов е фудбалот.